Синоќа на полнок истекоа 10 дена во кои расправаше Комисијата за финансии и буџет. Председателот на комисијата, Лилјана Кузмановска од ВМРО-ДПМН, истакна дека согласно член 128 став 6 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, таа како председател на Комисијата за финансирање и буџет има обврска да го потпише извештајот, а воедно и единствено таа одговара за веродостојноста на тој извештај, нешто што во случајот не било испочитувано. Она што загрижува е дека во текот информациите, дека во текот на ноќта е испратен извештај, потпишан од членови заменици од позицијата, од Социјалдемократскиот сојуз, за кој навистина не стојам, затоа што тоа е грубо кршење на Деловникот на Република Македонија. Можам да кажам дека во она што како информација денес го слушнав од Талат Џафери, дека председателката, односно председателот на Комисија за финансирање и буџет не сакаше да го потпиши извештајот, е и мое силно спротивставување на таквата невистина. Според Петре Шилегов, ова е уште еден начин опозицијата да ја блокира работата на Собранието. Шилегов тврди дека председателот на комисијата одби да го потпише извештајот, пошто мнозинството членови на комисијата според Деловникот го потпишаа истиот. Во текот на вчерашниот ден Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владеачкото мнозинство го спречија обидот на ВМРО-ДПМН преку работата на собраниските комисии да се обструира и да се оневозможи носењето на ребалансот на буџетот со најразлични изговори. Круна на денот беше што председателката на Комисијата за финансирање и буџет одби на крајот да го потпише записникот, односно извештајот од работата на комисијата, како истиот би можел да биде доставен до владата на Република Македонија за понатамошно негово процесуирање. Кузмановска стои на ставот дека доколку во текот на денот го добие извештајот и истиот го разгледа без никакви проблеми и ќе го потпише. Прв пат се случува законодавно правната комисија без општа и амандманска расправа да поднесе извештај кој е надвор од Деловникот за работа.